На денешен ден во 1491 година роден е шпанскиот свештеник Игнасио де Лојола, основач на Друштвото на Исус, језуити. Во 1534 година, откако инквизицијата го ослободила од обвинение дека е еретик, во 1540 година добил потврда за новиот римокатолички ред од папата Павле III и бил избран за прв старешина, генерал. На овој датум во 1524 година умрел португалскиот морепловец Васко де Гама, кој во 1498 година пронашол поморски пат до Индија пловејќи околу Африка. За време на второто патување во Индија во 1502 година тој воспоставил португалска колонијална власт, а за време на третото умрел во Индија. На денешен ден во 1818 година роден е англискиот физичар Джеймс Прескот Џул. Тој го определил топлинскиот еквивалент на електричната струја и механичкиот еквивалент на топлината и на тој начин обезбедил еден од доказите на законот за зачувување на енергијата. Според него, мерната единица за енергија, работа и количина на топлина го добила името Џул. На денешен ден во 1865 година во градот Пуласки во американската сојузна држава Тенеси основана е расистичката организација на белците Ку Клукс Клан. На денешен ден во 1914 година германски авиони фрлиле бомба врз Довер во Првата светска војна, прв воздушен напад во историјата на Велика Британија. На денешен ден во 1951 година беше прогласено Обединетото кралство Либија на чело со емирот Ел Идрис. Во септември 1969 година кралот Идрис беше соборен со воен удар предводен од Моамер Гадафи, кој потоа прогласи република. На денешен ден во 1989 година сменитиот премиер на Панама, генерал Антонио Нориега, се засолнил од американските окупацијски трупи во дипломатската мисија на Ватикан во Панама Сити и побарал политички азил. На овој датум во 1994 година, за време на киднапирањето на францускиот патнички авион во Алжир, исламските терористи убија 2 лица, а 239 лица земаа како заложници. На денешен ден во 1995 година на парламентарните избори во Турција најмногу гласови освои Исламистичката партија за просперитет, што беше прва изборна победа на исламистите во 72 годишната историја на секуларна Турција. На овој датум во 1999 година Малиот принц, дело на Антоан де Сент-Екзипери, е прогласена за книга на векот во Франција. На овој датум во 2008 година почина британскиот нобеловец и еден од најпознатите драматурзи Харолд Пинтер, познат и како остар критичар на британската и американската надворешна политика. На денешен ден во 2009 година умре венецуелскиот политичар и државник Рафаел Калдера, председател на Венецуела од 1969 до 1974 година и од 1994 до 1999 година. За време на вториот мандат, учесниците во државниот удар во 1992 година беа помилувани, вклучувајќи го и Хуго Чавес, кој стана шеф на државата по Калдера. На овој датум во 2011 година 61 лице загина во неколкудневните борби меѓу безбедносните сили и членовите на радикалната муслиманска секта Боко Харам на североистокот на Нигерија. На денешен ден во 2014 година Шинзо Абе стана нов премиер на Јапонија, 10 дена по победата на неговата либерално-демократска партија на парламентарните избори.
На овој датум во 2017 година, во ударот на тропската бура Тембин на Филипините загинаа 208 лица, 164 лица се водат како исчезнати, додека 40.000 жители ги напуштија своите домови.